Сите опции се отворени по синоќешната одлука на претседателот Иванов мандатот да го додели на партија или коалиција која ќе достави доказ дека има 61 пратеник. Сега на потек се политичките партии да се обидат да го состават ова мнозинство. Тие практично добија време за дополнителни внатри и меѓупартиски разговори и договарања. Според познавачите на уставното право практично и нема рок до кога може да се чека партиите да го договорат бараното мнозинство. Според нив, доколку договарањето се пролонгира, може да се доведеме во ситуација да не може да се избере и претседател на собранието, а во тој случај и да нема кој да ги распише локалните избори. Иванов вели дека неговата одлука е во согласно со уставот, меѓутоа пред се во интерес на граѓаните и државата. За време на консултациите се разговараше за сите можни варијанти, сите можности и варијанти во случај никој да не може да обезбеди мнозинство во собранието. Сите опции остануваат отворени. Но што и да се случи, ве уверувам дека ќе постапувам исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија. Тоа што може да биде предмет на анализи и дополнителни толкувања е делот од излагањето на Иванов, во кој зборува за дополнителни барања, односно услови за идниот мандатар. Имено претседателот бара во програмата на мандатарот да има два клучни приоритета, и тоа заштита на државните интереси на Република Македонија, што подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата, како и системска реформа по кризата во која ќе бидат опфатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија.